председателот Александар Чичаковски констатираше 3 поред непојавувања на членовите од Социјалдемократскиот сојуз и според неговите зборови рече дека ќе постапел според деловникот за Милев и за Дума, поради тоа што 3 пати поред не се појавиле на закажаните седници, а биле уредно поканети. Како што кажа и ти, денеска на дневен ред беше бројот на пријавени граѓани во диаспората кои што се пријавиле, односно побарале да гласаат на 5 јуни на предвремените парламентарни избори. Според бројката се пријавиле 6686. Меѓутоа, половина од нив се обработени, а половина не се обработени. Според председателот Чичаковски, поголем број од пријавите биле дупли, а дел од нив имале и со некомплетни документи. Малата бројка го стави под знак прашалник уште вчера гласањето во диаспората, меѓутоа ДИК одлучи да почека уште неколку дена, затоа што некои од пријавите на граѓаните, на иселениците кои што ќе сакаат да гласаат, стигнуваат во хартиена форма преку Министерството за надворешни работи, па тие рекоа дека ќе почекаат уште ден-два за конечно да се обработат овие податоци. Како што знаеме, според последните измени во изборниот законник, веќе се гласа во диаспората како во една изборна единица, од каде што ќе се избираат 3 пратеници, а за еден пратеник минимумот е 6000, над 6400 гласови. Денеска се направи пресек и на јавниот увид. Знаеме дека ноќеска на полнок истече рокот и за проверка на граѓаните во избирачкиот список, па од 25 април до 9 мај вкупно 4716 граѓани направиле увид во избирачкиот список. Донесено е решение за 978 да бидат избришени, најголем дел по основ на смрт. 74 побарале промена на своите податоци во избирачкиот список, а 50 решенија се донесени за запишување во избирачкиот список. Денеска до членовите на Државната изборна комисија пристигна и дописот на регистарот на државјани од страна на Министерството за внатрешни работи. Информацијата е подпишена од заменикот министер Чавков. Според регистарот вкупно има државјани 2.464.000, од кои 505.000 се под 18 години, значи немаат право на глас, а 154.000 немаат лична карта и пасош и затоа тие не се запишани во избирачкиот список. Според дел од членовите на изборната комисија, овој регистар на државјани од Министерството за внатрешни работи е добар основ понатаму во иднина да се ажурира избирачкиот список, а не пописот. Предлагам сега да ја слушнеме изјавата на членот Силвана Бонева токму во однос на регистарот и ажурирањето на избирачкиот список по истиот. Избирачкиот список содржи гласачи кои што не треба да бидат составен дел на тој избирачки список и немаат право да гласаат. Уште еднаш мислам дека треба како Државна изборна комисија сите да ги повикаме да го искористат своето право, како што го искористија мноштвото на граѓани кои што се пријавија и направија измени, дополнувања, направивме бришење и тоа во наредните точки ќе се види на избирачкиот список. Сега очекуваме тие политички партии кои што искажуваат сомнеш, нека повелат со име и со презиме да се обратат до Државната изборна комисија, да не ги достават доказите и само на тој начин можеме во оваа земја да ја вратиме довербата во избирачкиот список, а не со манипулации, со подметнувања и со замајување на јавноста без конкретни аргументи и без конкретни документи. Во овој контекст на членот Силвана Бонева одеше и следниот роковник според изборниот календар. До на 17 мај треба избирачкиот список да оди кај политичките партии, со што тие имаат рок од 5 дена да предложуваат запишувања или различни интервенции, бришење од избирачкиот список. И на 19 мај, според роковникот, избирачкиот список треба да се затвори. Утре е уште еден важен рок во Државната изборна комисија. На полнок истекува рокот за пријавување на
листи за пратеници од политичките партии. Според информацијата во ДИК, досега ниту една партија не го сторила тоа, меѓутоа од праксата велат дека обично партиите по обичај 5 до 12 ги доставуваат листите за пратеници. ВМРО ДПМНЕ се изјасни дека ги разгледува, ги финишира листите за пратеници. Од СДСМ го знаеме ставот дека тие на 5 јуни нема да одат на избори, додека пак официјален став од ДУИ од ДПА нема во однос на пратеничките листи.